До комисијата беа доставени 25 случаи, од кои комисијата утврди дека 6 од нив, од случаите, треба да се испратат до ДСЗИ, бидејќи истата не е надлежна. Анализирани се 19 случаи од страна на стручната комисија, од кои 10 случаи комисијата утврди дека се непотребно извршени операции или непотребно упатени за операција. Во оваа првична фаза анализиравме само потреба од реваскуларизација, тоест кај пациенти кои што имаат васкуларна болест, независно дали кардијална или периферна васкуларна болест. Сите други пациенти кои што треба да се анализираат по пријава или при следната фаза на нашата работа, значи ова се само првични резултати од нашата работа, затоа ќе бидеме многу ограничени во трансферот на информации. Значи прашањето е со резултатите од оваа првична наша анализа ќе настапиме заедно со меѓународната комисија која што е поканета од страна на Министерството за здравство во дополнителна анализа на овие случаи за кои што утврдивме значи проблематична индикација или евентуално проблем во поставување на индикации и поставување на некако стратегија за лекување. Така да со конечните резултати и за овие пријавени случаи и со тоа што ќе го работиме во втората фаза се состои во влегување во институциите со некаква рандом стратегија која што ние ќе ја донесеме на следниот состанок, кај што ќе правиме на сите институции кои што се бават со кардиоваскуларна медицина во државата, ќе направиме анализа на одреден број на случаи околу стратегијата на лекување на пациенти со кардиоваскуларни проблеми. Сето ова во понатамошниот дел ќе треба да донесе некакви заклучоци за подобрување на третманот на овие пациенти, значи со интегрирањето на приватното и јавното здравство во донесување на стратегии и размена на информации, тоа би требало дефинитивно да биде заклучок и финален резултат од работата на оваа комисија и оние делови кои што понатаму ќе ги работи оваа комисија и другите партиципенти. Од досегашните пријавени случаи, ние заклучивме дека за поголемиот број од нив имаме неправилно упатени и неправилно оперирани пациенти. За сега, тие се заклучоците на поголемиот дел од пријавените случаи, а понатаму комисијата ќе си продолжи со утврдената методологија.